Добре дојдовте во Нов Аснам. Живееме во време на протести, бунтови и незадоволство, а особено имавме една ерупција на незадоволство со Кочанската трагедија што нам за жал ни се случи. По кој знае кој пат имаме ваква трагедија и повторно имаме незадоволство, граѓанска излезност на улиците и едно граѓанско, ја ви кажал, организирано действување кое е насочено против системот кој што ние сите го мразиме. Нов Аснам се залага за смена на системот и враќање на основските принципи на Македонија, каде што политичката волја на македонецот ќе биде изразена 91 или 2018 на референдумот. Но од друга страна се прашува прашањето дали овие протести се автентични или не, дали се тие вистинските кои што ќе донесат реални промени, кои што ние сите ги посакуваме, или пак ќе ја одведат приказната во друга насока. Денеска драго ми е да го представам нашиот гостин Саша Попович, кој веќе беше овдека, но благодарејќи на нашите позитивни ваши коментари, го повикав да дојде да дискутираме оваа тема која што он многу добро ја знае. Саша, фала што дојде уште еднаш на нашиот подкаст за релативно толку кратко време. Имаме една организирано действување сега во Македонија, каде што се случуваат протести. Беше еден за Фросина кој е дефинитивно оправдан. Имаме кој е следен протест, тој во континуитет тлее и се организира, излагаат улици. Како, меѓутоа, од друга страна, на сите нас познати ни се исходот од шарената револуција и низа на протести што се случува, дали е студентски, професорски пленум, па Нешковски исто така беше инволвиран, за жал, неговото убиство, кои имаме горко сеќавање дека се одлече на друга страна. А ние сакаме сите промени, системски промени, системот е кородиран, се распаднат, но се уште ја гази неминовно жртви секојдневно. Да, фала ти прво на поканата. Значи, ова што го опиша накратко, би можеле да го дефинираме како киднапирање на изворната волја, на автентичниот израз, автентичниот политички израз на народот, и тоа киднапирање може да го направи само една организација, група, еден феномен, политички, општествен, седно, кој што и тоа како добро знае што сака, кој што има веќе искуство одредено и кој што како општествен феномен е ветеран во конкретните случувања, за разлика од учесниците, било поединци, било групи, кои што се некоја врста на јуниори, или народски речено мали деца во однос на овој политички организам, на овој општествен организам. Наедноставно тоа може да се види на оние крупни оние крупни револуционерни случувања, например, кога секогаш успева оној кој што е најорганизиран и кој што однапред знал што сака. Било се работи за Француската револуција, например, каде што успеваат оние Јакобинскиот клуб, например, кој што со години претходно се подготувал и ги спровел во дело учењето на француските енциклопедисти. Или, например, Втора светска војна, кој е најорганизиран. Комунистичките движења на отпорот, зошто? Па тие 20 години претходно не прават ништо друго, туку теоретски, практично, се подготуваат за пресветка со фашизмот, нивниот арки непријател. Значи, оној кој што цело време се подготувал, сватил кој му е непријателот, действувал така, своите кадри ги подготувал, ако треба за маченичка смрт, за борба до крај, по било кој жртви, значи без оглед на жртвите што ќе ги поднесат, на маките, на страдањата. И сето тоа го ставил во
еден, јас би го нарекол, историсовски клуч во кој што се гледа како некои чекори што мора да се поминат за да се дојде до некој цел, некој резултат, а тоа е победа во сите овие случаи. Исто можеме да земеме исламската револуција во Иран, например 79-та, каде што исто има коалиција од разни групи, има денес апсолутно заборавено, има либерали, има комунисти, например комунистичка партија на Иран, има разни национално-ослободителни движења, ама најподготвени, оние кои што се најзападни, кои што го мразат царот, шахот на Иран, кој што е вестернизиран до срж, кои што имаат една онтолошка критика на Западот, на сите негови вредности, се исламистите. И затоа тие ќе победат. Тие со децении претходно градат цел еден организам, политички организам, кој што не мора нужно да е партија, може да е некој сложено движење, може да е сојуз на движења, ама е хомоген, е цврст, јасно знае што сака, има теорија, има водач и има верни следбеници. И тие верни следбеници, кои што до крај одат не само да го соборат главниот непријател, туку да ги маргинализираат тие кои што се со нив, нивните соборци, да ги наречеме, да ги претворат во нивни поданици, во нивни, например, или нивни следбеници. Ете, например, интересен случај со комунистичките партии кога доаѓаат. Тие формираат Народен фронт од разни граѓански политичари, постепено или ги елиминираат или ги асимилираат. Сега, кој е овде проблемот и зашто ние не го сваќаме овој феномен и не го сваќаме овој крупен организам, тој ветеран, кој што многу лесно успева да ги скрши другите или да ги натера да гравитираат околу него. Затоа што ние пред се немаме знаење за феноменот. Ние феноменот како таков не го препознаваме, а немаме знаење за феноменот затоа што со падот на социјалистичките, на реал социјалистичките режими, кога имаше, например, марксизам, една врста на марксизирана социологија, која што токму оваа теорија, кога е револуционерно време, постреволуционерно, кога се остварува револуцијата, кој може да оствари револуција, во кои моменти доаѓа до тоа, со кој, например, со која социјална структура се остварува револуција, тука е, например, пролетаријатот, свесниот пролетаријат, во сојуз со селанството, например. Како ова се отстрани, ние едноставно изгубивме не само тој дел од марксистичкото знаење за револуцијата, туку не се отворивне ни најмалку кон било кои други теоретичари кои што го проучувале овој феномен. Денес, во 2025 ние имаме една жална ситуација во која студенти кои што се на завршни години на студии, например, ете овде политички студии би биле направен факултет или например на социологија или било кои други студии кои што се поврзани токму со овој феномен. Не го проучуваат, не можат да набројат ниту еден автор кој што животот го посветил на револуцијата, ниту на проучување на револуцијата, ниту пак можат да објаснат какви има револуции, што е тоа револуција и кога се случува револуција или протест или бунт, каква е неговата структура, кој е тој водач, кој е јадрото, кој е позадината и кој е можниот исход. Поради оваа трагична ситуација, многу слично е, например, и со подмладоците на политичките партии, кои што создаваат кадри на послушници, а не на свесни борци, на политички работници, кои што треба прво да имаат една диагноза на ситуацијата, да направат една анатомија медицински речено и потоа да се најдат себе си тука како свесни борци, како свесни субјекти во тој политичко-историски процес и преку една синергија, преку едно действување да дојдат до некој резултат. Оваа ситуација нас не има до таа мерка разнебитено, до таа мерка збунето. Ставени сме во состојба на еден растечки хаос, благ, но растечки хаос, психички хаос, колективен хаос, во кој што само послушноста и роботската зависност од центарот на таа власт, например, на таа партија, се едно, нас, невладина организација, нас не става да, не само да не размислуваме, не само да не го спознаваме моментот, туку да не можеме феноменот како тако да го спознаеме. Кога зборуваме за бунтот, значи бунтот, протестот, револтот, тоа е инхерентно во човековата природа, во општеството. Алберт Ками, големиот философ мислител, има цела една книга, студија на човекот бунтовник, ребел, кој што од Прометеј, митскиот Прометеј, создава цела една галерија на ликови
низ историјата од тип на Гарибалди, на Џорџ Вашингтон, ребели кои што потоа се остваруваат токму преку тој бунт и стануваат водачи на својот народ, водачи на својата партија, група, класа, слој, сталеж, апсолутно небитно, и ги слика како не само творци на конкретни движења, туку двигатели на сиот историски процес. Ние би можеле да разговараме со луѓе, например, кои што имаат француски студии, кои што имаат разни општествени науки тука, кои што Албер Ками би го знаеле преку неговите романи, би го знаеле преку како еден човек, книжевник, писател, но оваа книга е апсолутно непозната, иако е централна и често пати, например, во 68-та во Париз, малку е познато, луѓето се делеа на сартровци и камиевци, значи сартровци како декадентни мислители, а камиевци како оние кои што конкретно, луѓе од акција, кои што конкретно делуваат. Како може да очекуваме изборни луѓе на акција кои што ни малку не се заинтересирали да чепнат во литературата, да создадат една револуционерна лектира, како што би имал било кој револуционер, од Гарибалди до Хомеини, апсолутно небитно од која страна доаѓа, и кој што би знаел однапред како да подготви, како сам да се подготви, како сам да се воспита, а како потоа да воспита и други генерации следбеници, кои што ќе знаат како да делуваат. Значи, самата револуција, бунтот, протестот, манифестацијата, седно, е еден момент, историски момент, кој што настанува во една ситуација на инхерентна криза на општеството, во една ситуација кога доаѓа, тоа добро го нагласува Чарлс Тилли, еден од водечките истражувачи на феноменот на револуцијата, настанува повеќе крат на сувереност, повеќе центри имаме на сувереност во државата, или во најмала рака имаме криза на легитимитетот, криза на носителот на сувереноста. Значи, тоа можеме да го видиме од Француската револуција, каде се доаѓа во една финансиска криза по војната во Америка, се доаѓа во една криза на доверба кон кралот, например, се јавуваат многу други сили кои што го предизвикуваат него и каде што не може да понуди класично решение кое би го нудел до тогаш. Слично е со Руската револуција, каде од една страна царот, од друга страна кругот околу Распутин, од друга страна веќе од трета страна разните партии, од кои што болшевиците се само едни, но најподготвени, најхомогени, највоспитани да го препознаат моментот. Ленин, например, при доаѓањето од емиграција во Петроград, јасно го нагласува токму ова моментот. Јас вика прв го препознат моментот, историскиот момент, историската нужност и кажував на него. Разликата меѓу него и сите други конкуренти, а да не зборуваме за власта која што сакала да го сочува статус-квото, е токму препознавањето на тој момент. Ако не се препознае моментот, а препознавањето на моментот се гради претходно со години врз основа на теории кои што не само што го критикуваат системот, статус-квото, туку нудат решение преку препознавање на тој момент кога може да се скрши тој систем. Сега, самата револуција има структура, одредена структура. Ние ги спомнавме водачите, го спомнавме учењето, важноста на учењето, ги спомнавме верните следбеници подготвени на жртва, но она што е важно, тоа е репертоарот на акциите. Репертоарот на акциите е различен и зависи токму од тој историски момент. Репертоарот на акциите може да се сведе, например, на тој јуриш на Бастилја или на Зимскиот дворец, или може да се сведе на многу символични и ненасилни акции, например, конкретно, самата револуција, промената на власта во Петроград 17-та, не се случува со никаков јуриш, туку се случува така што стануваат овие тогашните министри од претходната влада, од привремената влада, а болшевиците само ги завземаат местата. Можеме да замислиме до која мерка биле дезориентирани овие до тогашни министри да не сватиле кој доаѓа. Доаѓаат политички работници, свесни луѓе, кои што кога ќе седнат, не само што нема да ви станат веќе, туку вас ќе ве однесат во Сибир, во некој иден гулаг, за секогаш да испришат трагата дека некој сте постоеле, а камоли дека сте биле министри. Значи, ова е оној момент
кој што ја прави разликата меѓу тој човек револуционер и несвесниот етатиста, кој што нема представа со што се судрува со апсолутно за него несватлив феномен. И тоа е моментот на револуцијата, не јуришот на дворецот. И дефинитивно не сите други, значи тој репертуар на акции, сите други акции кои што можеле да бидат, например, имало генерални штрајкови, како што има и денес, имало блокади, например, на главни сообраќајници, имало... Да. Тоа се оние чекори кои што одат до главното. А главното е слабоста на власта, нејзиното кршење во одреден момент, затоа што се работи во судир на еден стар, атрофиран организам и млад, витален, кој што точно знае што сака и само го нокаутира својот противник. И тука е многу важно да се спомне Сидни Тароу, ученикот на Тили и негов следбеник во теоријата на револуции, ги нагласува циклусите на револуции. Не може револуција да се случи било кога, не само поради моментот, туку поради немоќта на масите, одредена социјална структура која што изведува револуцијата, а тие маси се различни во различни времења. Не е иста социјалната структура на 1789, 1917, на Исламската револуција 79 или на парареволуциите од тип на 68 и сите изведени од неа револуции. Значи, овие циклуси подразбираат едно загревање, спортски речено, до одреден пик. Тоа е пикот, например, 917 во руски случај, загревањето би било од 905. А потоа веќе имаме една исцрпеност на самите маси, кои што постепено одат кон обнова на земјата, например, кон враќање во нормала. Она што сега многу луѓе овде ги збунува, зашто, например, ја нема таа маса кај студентите, како 2015, е несваќањето на самите циклуси. Пикот е веќе направен со шарената револуција, за жал и штетата, но она што сега ние ќе огледаме е долгиот марш низ институциите, преку антикорупцијска борба, преку повикување на одговорност, преку создавање на разни групи, нешто што би можело да се спореди во голема мерка со одот низ институциите на пост-хипи, пост-68-шите, од тип нели на Бил и Хилари во САД или Тони Блер и како се каже Чери, мисля че ни жена му. Значи тоа се 68-ши кои после наводна парареволуцијата 68 одат низ институциите, постепено се прифатени и вршат еден институционален веќе нокдаун, каде што постепено преку цела серија на закони, прописи, мерки ја менуваат колективната свест на народот. Тоа е еден процес во кој оние изворни револуции, оние масовни борби на нацијата, класата, поединецот, граѓанинот, за одредени привилегии, одредени права, одредени, например, епохални промени, каде оној, како што ика интернационалното, што бил ништо, ќе стане се. Овде се сведува на постепена самопромоција на привилегираните. Од 68 ние го имаме тој квази бунт на привилегираните. Ако ја видиме социјалната структура на сите протести, например, кои што се случуваат од 2000-та наваму, Extinction Rebellion, например, во Англија, во Лондон, бунт против климатските промени, ќе видиме дека социјалната структура не е само високо урбана, што никогаш не била кај овие герилско-револуционерни движења, селаните секогаш биле масата. Овде е високо урбана со универзитетот, колиџот, кампусот, како јадро, со професори кои што би биле срам за великаните од тип на Макс Вебер или Георг Зимел. Јас се сеќавам, например, пред некоја година избра начело на германската асоцијација на социолози жена, која што социолошкиња, која што главното дело и беше критика на учеството на жените во германските филхармонии. Значи, Макс Вебер се превртува во гроб. Сега, ние имаме толку родови студии, имаме експлозија на родови студии, имаме експлозија на мултикултурални студии. Да, не само што ги немаме овие најнормални студии за револуција, за бунт, за човек бунтовник, туку ние веќе не можеме да најдеме било каква класична студија за класичен социјален феномен. Во такви услови тие професори, тие нови гуруа на младите, можат да воведат сосем нови содржини и она што некогаш било
било, например, само 10%, да стане 90%. Тие луѓе, значи тој кампус, сега јадрото, не е јадрото, например, Гаврош од Виктор Юго, туку е некој остарен хипик кој што сега собира околу себе нови, веќе сајберизирани генерации кои што апсолутно целата своја екзистенција ја има до таа мерка виртуализирано да не можат да замислат некој живот кој што би бил активна акција и борба. Значи, едно следење на одредено учење кој може да не е правилно, ама него го исполнува и сиот свој живот го посветува на тоа, па дури се жртвува. Не може генерацијата на Nintendo и генерацијата која што, например, протестите во Турција, го гледаме Пикачу. Значи, гледаме лик, виртуелен лик, кој што се спротивставува на конкретната политичка структура. Дали Пикачу може да направи оно што го направил Робеспиер? Не. Тој не ни треба тоа да го направи. Тој треба да создаде една виртуелна атмосфера во која реалниот бунтовник постепено станува прво една врста на субкултуризиран, лајфстайлизиран псевдобунтовник, тој е периодот после 68-та, за со институционализирањето на овие 68-маши, лајфстайлизирани или подкултуризирани во превод ликови, да се претвори во една врста на се повеќе виртуализиран и помалку реален на патот кон една автоматизација, кон една симуларизација, да видиме кој е крајниот резултат на ова. Доволно е да се види упадот во Америчкиот конгрес на 6 јануари со шаманот, например. Јас ова го читав во Wired, а интересно потоа членокот го тргна, вика добар дел од тие што влегле верувале. Јас морам овде да додадам, верувале или не, не, многу полошо, дека се дел од видеоигра. Верувале до таа мерка се тие виртуализирани, што верувале дека се ликови од видеоигра. Значи, овде ние го имаме човекот пиксел, човекот алгоритам. Далеко е тој ребелниот, револуционерниот човек на Ками. Ние сме на пат кон едно изумирање на човечките сегменти во човекот, а првиот момент, пак нагласувам, бунтот на привилегираните, 68 на Сорбона, на америчките коледжи, кога по прв пат кампусот станува оној простор каде се раѓа бунт. Тоа е тоа јадро. Тоа и сега се случува во Србија, студентите, професорите им се приклучија, синдикатите и пошироки граѓански маси од разни сегменти. Тие синдикатите, граѓанските маси не го препознаваат феноменот. Апсолутно, тоа е приказната, а овдека сега сме па во зачеток, каде што студентите се тие како носители, сега за сега во Македонија. Како да го разбереме во нашиот контекст оваа приказна ти што ја кажуваш? Во секој случај мора да се издигнеме над него и мора малку, ајде да речем, да засукаме ракави, да почнеме да читаме. Значи, да почнеме да читаме литература. Литература на луѓе кои што цел живот го посветиле на тоа. Како што еден комунист, например, би морал прво добро да го совлада капиталот, без оглед дали самиот е бравар, не знам, тоа апсолутно неважно. Денес бравар, утре ќе води држава, ама мора тој претходно да има некое знаење. Или апсолутно небитно било кој друг. Еве Хомеини, например. Хомеини не може никогаш да излезе од рамките на исламската револуција. Не може да преиде во јудаизам. Самите негови би го елиминирале. Значи, ние мора сега да се потрудиме минимално во време кога имаме интернет, кога имаме барем тука имаме на располагање на вистина гигабајти и гигабајти на информации, малку да се потрудиме да видиме што е тоа револуција, што е тоа бунт и која е таа, например, во случајот со Србија, која е таа географија, маршрута на протестот. Да го видиме овој пат до Брисел. Значи, кој универзитетски центар е избран за почеток на маршрут? Има неколку универзитетски центри. Избран е најсеверниот, најевропеизираниот, оној кој што најмногу има врска културолошка со Централна Европа, Нови Сад. Зошто не е избран оној најприродниот Белград, или Ниш, например, или Крагуевац, и зошто мора да се оди до Брисел?
Многу Зошто интересно не стига прашање. до Москва? Зошто не до Москва? Или зошто не до било кој друг центар каде што би можело да се евоцираат разни историски пријателства, разни слободарски традиции, било што друго. Ниш и Крагуеваc, кои што дефинитивно имаат слободарски елементи, Челе, Кула или Шумарице, се апсолутно неприфатливи и апсолутно надвор од оваа приказна. Каде запираат студентите? Запираат во Будимпешта, запираат во Братислава, значи метрополата се поврзува со метрополата. А дали попат се оди низ одредени области, например Бачка е која што е поделена меѓу Србија и Унгарија, дали например таму се среќаваат од некој мало место, например Печу и Секедин се едно со некој фармер, со некој локален човек, дали некој например им аплаудирал, им подал вода, апсолутно небитно. Не е важно. Од 89-та протестите кои што го рушат реалниот социјализам во Источна Европа се високо урбани протести. Ние знаеме за улогата на Варшава, улогата на Прага, улогата на Софија во оние кадифени револуции, например. Но ајде сега да се запрашаме која е улогата на Шлезија, на Острава, еден среден град во Чешка, или еве овде, која е улогата на Пиринска Македонија, слободарска, бунтовна, секогаш во рушењето на Тодор Живков. Ја нема. Која е улогата на Петрич, например. Ја нема, не се битни. Оној кој што ги поминал на својот грб сите партизани, комити, ајдуци, сега го нема, не е битен, треба да изумре. Не е битен селанецот, не е битен оној мал човек, оној горстак, например, се едно. Битен е високо урбаниот, привилегиран, оној во Белград што ги викаат круг двојка, тој круг двојка постои во секој град, го има во Скопје. Тој круг двојка, тој кампус, значи, тие привилегирани професори кои што преку разни родови, агенди или било кои други, кои што треба да ја обесмислат науката прво, треба да ја обесмислат теоријата, треба да го обесмислат знаењето и интелектуалното наследство. Да ние не само да нема да препознаваме револуција, ние нема да препознаваме војна, нема да препознаваме мир, нема да препознаваме било кој феномен, криза, напредок, повлекување, напредување, кој што се дел од историскиот процес. Ова непрепознавање нас ќе не претвори во политички слепи и ќе не претвори во чираци, калфи, во слуги, политички слуги на она јадро кој што е за нас невидливо, а кој што не води за самото да се оствари таа привилегија. Тие, значи, Клинтони, Блерови, кои што ги спомнаме веќе. Да, во нашиот случај мене ми дадоа некои информации дека кој е следен били индоктринирани мислам не индоктринирани, него организирани комуникацијски од една невладина организација која е финансирана од Запад, а намерно се поставени студенти да бидат на врвот на таа пирамида и веќе излегоа со блиски дали политички врски со некоја политичка партија во Македонија, но они се тие сега за сега што го зимаат централниот дел. Како мислиш дека ќе се одвиваат во континуитет? Дали има во Македонија можност овој системски гнев што сите го имаме, овоа, ја би рекол, квази лидерство да го земе и да преземе палката и да направи некои поудлабоки, не само реформи, него поудлабоки протести, кои што ќе земат поширок замав. Вака, ова се две теми кои што е многу интересно да се разгледат. Од една страна се работи, значи, за тој ветеран, тој джин, кој што точно знае што сака. Да. Ние имаме една многу проблематична рецепција на теориите на Џорџ Сорос, односно на Карл Попер, поточно за отворено општество. И јас чисто се сомневам дека постои овде еден мислички човек, интелектуалист, кој што сериозно се зафатил, кој што барем го читал Попер, ајде, ако ништо друго, туку едноставно имаме луѓе кои што најдоа добар извор на приходи. Но ова не треба да се потцени во овој момент, во моментот на падот на сите теории, на сите идеологии, посебно на ова чистење на овие општествени науки од било каква теоретска позадина. Ние единствено
ги имаме нив како еден организам кој што со децении е хранет, кој што точно знае што сака, точно знае во било кој свој конкурент да најде елементи на тоа затворено општество, на тој негов ривал кој што треба да го нападне, да го уништи, да го деконтаминира, ајде да го потребам нивниот речник, и да отвори нов простор за тој натамошен марш низ институциите. Од друга страна, дали постои навистина некој простор за автентичен одговор. Секогаш постои автентичен одговор за тоа што самиот живот што ние го живееме секојдневно е автентичен. Ние автентично постоиме со самото тоа што ги извршуваме нашите екзистенцијални потреби на автентичен начин. Нема тука никаква глума, нема тука никаква симулација. И се додека постоиме, додека дишиме, ние сме докази за и натаму постоечката автентизација. Но проблемот е непостоењето на свест, таа автентичност и натаму да се шири и да се сведочи во сите сфери на животот. Значи во политичката, во организацијската, на нивото на студентско организирање. Студентите се додека, а тоа е случај и 2015, тоа е случај денес, се додека имаат една чиста душа и една свест за нужноста од етички одговор. Значи тоа е добро, тоа е лошо, да се направи таа разлика и да се бориме доброто да го победи лошото, се дотогаш тие се на онаа почетна гранка, каде што на она почетно скалило, каде што нашле некоја основна дефиниција на проблемот, но нема никаква алатка, нема никаква решение, они немаат никакви решенија. Како? Како сега сето ова како ете, доброто да го победи лошото. Например, ако сум јас начело на една војска, која што е, или јас верувам дека е олицетворение на доброто, ако таа војска нема оружје, ако не е обучена, ако нема мотивација, тоа што ќе бидат јагниња носени на клање и ништо друго. Во овој случај, пак, ние мора овде, според оваа географија на протестот, што спомнав пред малку, да се запрашаме како е можно цели елементи, значи, на руралната периферија на населението, на малиот град, на едноставно на цела она погредно наречена провинција, ајде, па дури и на сите оние периферни делови на метрополата, да бидат игнорирани за сметка на тој центар. И како е можно во тој центар, токму кампусот и професорите да бидат единствено решение, да нема никакво друго решение. Значи, ние го игнорираме некој сликар, ние го игнорираме некој поет, ние го игнорираме некој научник, го игнорираме гласот кој може и тоа како да биде далеку позначаен, попродорен и историски поодржан за тоа. А наместо тоа го слушаме оној автомат, например, кој што магистрирал, докторирал на родови студии на мултикултуралност, да ни објасни нешто за кој што и самиот не знае. Кристоф Гие, авторот на книгата која беше клуч на протестите на жолтите елети во Франција, во неговата книга Периферна Франција токму дава решение на таа географија на бунтот и тој успева да ги диагностицира сите тие периферни елементи, кои што, значи, фармерите, ете конкретно, например, или разни собственици на ситни бизниси, кои што глобализацијата ги има уништено, ги има дотерано до на дното на екзистенцијата. Сите оние добри луѓе, кои што молчат со години, со децении, кои што не можат никако да се свестат што ги снашло и кои што мора да најдат некој начин да се организираат и да протестираат. Значи, овде мора ние истото да се запрашаме. Не дали кампусот или дали најевропеидниот град понудил некој решение, туку што е со другите. Како е можно сите други да немаат решение? Како е можно, во овој случај се да се случува меѓу Кочани само поради трагедијата, ради ништо друго, и кампусот? Зошто нема протести во Куманово, во Прилеп, во Крушево, во Гевгелија, било каде? А и кога би ги имало? Тоа би биле само сателити на кампусот. Не би биле и изворни протести кои што би ги тангирали изворните луѓе. Како е можно селото потполно да е маргинализирано? Како е можно преку 30 години или во Западна Европа, например, ето од 68-та, да нема изворен протест кој што сите овие слоеви ќе ги чепне? Во САД се околу кампусот и околу разни групи кои што
гравитираат околу нив само да ги извршат работите. Значи, ако ги земеме двете светски војни, кој ги дава војниците, кој ги дава регрутите, резервистите? И сега Дакота, Аризона се апсолутно неважни. А од друга страна го имаме ова, јас би ја нарекол веќе ултраметрополизација на метрополата, каде што веќе кој знае која генерација од 68 постепено не само веќе виртуализацијата и субкултуризацијата, туку постепено со предовите одиме во една институционализирана порнотопија, која што нема врска никаква со политички акт, ама затоа нас не подготува за таа роботизација и за сето она што би следело со тоа. Сашо, благодарам што детално ја објасни овој општествен феномен во кој ние секојдневно го живееме. Ја очекувам протестите да продолжат. Само не знам дали ќе има интензитет и длабочина и широчина како што они би сакале да има. Вас ви благодарам што не следевте во овој прекрасен разговор. Значи, гледајте ги контурите на протестите, гледајте ги решенијата кои ги они даваат или дали ги даваат и не ги даваат, за да ви биде препознатливо дали се автентични или украдени. Благодарам уште еднаш што не гледавте во овој прекрасен подкаст. До следното јавување ви пожелувам се најдобро.